До редакцијата на вчерашни допреа вознемирувачки информации за драстично зголемување на трговијата со човечки органи. Како што дознаваме, во земјава си имаат намножено разни посредници кои ги спојуваат продавачите со заинтересираните купувачи. Еден од нив ја раскажува својата приказна за вчерашни. Трговија со органи е една од најопасните работи. Дали ве знаат од дома со што се бавите? Да, бе, ме знаат. Добро, и на пример на баба ти кога ќе кажеш што работи, што ти вика? Кои органи се најпродавани на пазар? Најпродавани на светски пазар ти се джигер, бубрези, срце, али кај нас има еден многу специфичен орган, што многу се бара. Сега го нема многу, порано го имаше, а тоа е образ. Образ. Како мислите образ? Така бе образ. Значи некој нема пари, некој од политички побуни, од патриотски побуни, доаѓа го шитка образот. Како тие луѓе после живеат без еден образ, естетски не изгледа убаво тоа? Така живеат безобразно. Живеат безобразно. Добро, ама кој се ги продава образите? Кој све, имаш политичари, значи имаш спортисти, архитекти, пејачи, оперски глумци имаш. Еден куп луѓе. А која е процедурата за да се стане безобразен? Прво партија идеш, они те гледат, те праќаат кај нас, гледаме колку ти е чист образот. Те гледам ти чист образ имаш, сакаш да ти направам ценичка. Не. Ајде бе да ти направам, што се плашиш. Да водам емисија на телевизија без еден образ не е убаво за камера тоа. Студио?